Во ред да преминеме кон денешната тема, ако се сеќавате, минатиот пат темата носеше наслов Изгубени прв дел. Денеска Изгубени втор дел. И последен. Че нема да биде налик на некоја од серииве, Изгубени или други. Нити ќе има втора, трета сезона, че прв и втор дел. Првиот дел зборувавме за изгубениот син, блудниот син, помладиот син, бунтовниот син, огалениот син, ќе кажам, помладиот, нели? А овој пат ќе зборуваме за постариот. За оној кој што навидом не е ни бунтовен, туку е послушен, работи на имотот на таткото, и се што ќе му се заповеда, се прави како што треба. Но, да се подсетиме прво на контекстот. Лука 15 глава е параболата за која што зборуваме. Имало причина зашто Исус ја кажал ова парабола. Да се подсетиме на контекстот. Еве први стих, читаме од 15 глава Лука. Се приближуваа кон него сите цариници и грешници за да го слушаат. Интересно. Први имаме една група, во првиот стих спомнати, цариници и грешници. Се приближуваа, одеа по Исуса, сакаа да го слушаат. Што е тоа што ги привлекувало грешниците кон Исуса, а фарисеите и тогашното свештенство биле некако одбивни кон народот и кон истите тие грешници. Овој некако поинаку зборувал, нешто поинаку проповедал. Само се подсетиме на контекстот 14 глава Лука, замислите си после ваквиот говор на Исус го следи мноштво. 14 глава Лука, од 25 стих, со него одеше многу народ, и тој се заврати и им рече, нешто слично како Јован 6 глава, да речеме, го следи мноштво, иако тогаш најадени, значи, малку поинаков контекстот, како и да е, го следи мноштвото и тој им се завртува и вели, ако некој дојде кај мене и него намрази татка си, мајка си, жена си, децата своји, браќата, сестрите, па дури и душата своја, тој не може да биде мој ученик. И кој него носи својот крст, не оди по мене, не може да биде мој ученик. И после овие зборови, останува големо мноштво, грешници, цариници го слушаат, односно одат по него, сакаат да го слушнат, што има да каже. Интересно е. Меѓутоа, ако обратите внимание на еден друг дел од 14 глава, Исус кажува една парабола со која што веројатно и вдахнал надеж на овие луѓе, кои што веројатно немале надеж, грешниците, болните, страдалниците, па цариниците, да не зборуваме, едни од најомрзените до тоа тогашно општество, биле тргнати на страна, никој со нив свештенството не комуницирале, тие се грешници осудени на пропаст. И тоа Исус овде кажува една парабола за човек кој што организирал голема вечера, па не дошле оние кои што биле поканети, па човекот им рекол на слугите своји, одете на раскрсниците и се ќе најдете таму соберете, да се наполни мојата куќа. Време е за радост, за славење, вечера. Ова е нешто кое што веројатно им дало надеж на грешниците и тие го следат. Но не само тие, има уште една група кои што го следат Исуса, колку сакале, колку не сакале да го слушаат, колку сакале да го слушаат само за да дебатираат. Тоа се фарисеите и книжниците, спомнати во вториот стих, каде што се вели дека тие негодуваа. И што велеа? Овој прима грешници и јаде со нив. Не сакајќи во своето негодување тие кажале една величествена вистина. Мислам, тоа е суштината на Евангелието. Па Господ дошол ради грешниците. Господ дошол да ги прими грешниците. Не на друго место Исус ќе каже, јас дојдов за болните. Лекарот е потребен на болните, за грешниците, а не за оние кои што се праведни или сметаат дека се праведни и немаат потреба од покаяние. И сега, во овој контекст, Исус ќе каже 3 параболи поред, одржувајќи една убава лекција и до грешниците,
затоа сакале да го слушаат. Токму поради пораката која што е овде и на многу други места, а и убава лекција до оние вторите, фарисеите и книжниците. Прво, не сите овие параболи Исус оставил една прекрасна слика за Бога. Кој е Бог и каков е Бог? Дали забележуваме? Не само дека, во првата парабола изгубена, имате 100 овци, од кои што едната е изгубена. И колку и да го ставаме акцентот на овцата, меѓутоа, нели, нормално сакал Исус да поентира тука, да каже кој е изгубен, кој не е и како треба, нели, да се најде изгубениот, меѓутоа, кој е тој што ја бара овцата? Кој е тој што повеќе пати во случајот? Да, овцата е, овца како овца, знаете, може и не може да чувствува, нели, ама животно, изгубено, не знае како да се врати, ама собственикот, ова е пастирот, вистинскиот пастир, и tekako болува за таа една овца и се гледа од постапката. Ќе ги остави другите 99, ќе тргне по таа една која што е изгубена за да со цел ја најде. И кога ќе ја најде, огромна радост. Ете, тоа е вашиот Отец Небесен, сака Исус да им каже. Потоа во вториот случај, со жената која што изгубила паричката. Исто од 10, па една изгубила. Вредна, да. Видете ја заложбата нејзина, ке измети се, ке превртен из куќа. Загрижена е за изгубената паричка за да ја најде. И кога ќе ја најде, повторно радост. Повторно го гледаме карактерот Божи овде. Ова е упатено до грешниците, од една страна, да им каже дека иницијативата е Божја. Вие може би сте тргнати на страна, меѓутоа Бог е тој кој што тргнал по вас, Бог е тој кој што ве бара да ве најде. Не е се загубено, има надеж. И третата парабола со синот, првин помалиот син. Забележувате овде, интересно е, можеме тука многу работи да кажеме, меѓутоа и како е загрижен отецот, таткото, затоа што постојано чекал, постојано го очекувал, постојано мислите му биле кон помладиот син кој што отишол, како што отишол, во далечна земја, да ги испотроши парите, да живее живот под наводници, ослободен од сите закони кои што биле дома, во домот на неговиот татко, сметал дека тие закони се пречка, тие заповеди се пречка за неговата среќа, кој што денеска христијаните мнозина сметаат дека законот е пречка за нивната среќа. Па ќе му најдат чара некако на законот. Не тргнал таткото да го бара, и сега може да прашаме тука, зошто? Па тој знаел како да се врати. Поред, тоа е, значи, само хипотетико. Поред, да, ја почнав веќе тоа да го кажувам, благодарам. И нешто друго. Штом побарал синот да му биде даден неговиот дел, таткото не се спротивил, веднаш му го дал. Кажав минатиот пат. Бог ја почитува вашата слободна волја. Прво. Второ, таткото сигурно најдобро го знаел својот син. И овој син, не туку така од небо му дошла идејата, дај ми го ти имотот мој, мојот дел, па јас. Туку веројатно тоа незадоволство кај него трајало предходно. Тоа тлее се доека не избумне. Таткото многу добро го знаел синот свој и знаел дека е залудно ако иде го бара, па го моли, па. Знаете, некојаш не помага тоа. Зошто? Затоа што синот чувствувал бунт во себе, се побунтувал кон законот, кон заповедите, кон прописите кои што ги имал тој дом. Не можел да издржи веќе. И немало фајде ако таткото оди по него го моли, туку оставил, некојаш тоа е најпаметно, зависи. И многу и не знаеме можеби состојба на некого, меѓутоа како и да е, Господ овде представен, значи преку таткото многу добро го познава својот син. Оставил
за да се изнаслучуваат некои работи, а тој секако дека делува. Отецот не остава. Тој делува во нашиот живот. Па дури еве, во ситуација економска криза се случила, младиот син останал без пари. Се нашол во оскудица. Се нашол меѓу свињите, евреин. Замислете. Колку ниско паднал. Ама тоа било клучно, ако гледате од текстот, што го освестило. Некојаш треба така. Таткото спрема синот. Ако е бунтовен, ако не слуша, остави го животот, треба да го научи. Нити мојот шамар, нити мојот збор, ама животот ќе го шамара, и ако ја научи таа лекција, уверет, ако не. Некојаш е така. Тоа е моје размислување, не мора да се сложите. Како и да е, застававме кај, зборуваме за тоа, која е сликата на Бога, и да се подсетиме само каков бил дочекот, и покрај сето тоа што го направил помалиот син, како бил дочекан. Таткото не чекало далеку, го примете, вика, и тргна, го прегрна, го исцелила, затоа што се вратил жив и здрав. Иеко парталав, иеко, како што кажа минатиот пат, може би заминал со мотор, со Rolls-Royce, кој знае, со прстења на рацете и полн джеп пари, меѓутоа се враќа парталав, никаков. Таткото воопшто не обрнал внимание на тоа, битен му е синот, кој што пак, видовме, спремал говор дека за син не е достоен, ама барем еден од наемниците да биде. Не. Син е син. Не може да биде наемник. Многу битно нешто. Не смееме да го изгубиме од видот нашиот идентитет. Ние сме синови Божи. Која друга цела е имал Исус овде? Да, направи контраст, споредба меѓу тоа какви сте вие, сега ова е упатено до фарисеите, како вие се однесувате, а како јас, односно мојот отец се однесува кон грешниците. 15 глава Лука, 7 стих. Ова кога е најдена загубената овца. Ви велам дека така и на небото ќе биде поголема радост за еден грешник кој се кае отколку за 99 праведници што немаат потреба од покаяние. Овчарот, таткото, нашиот небесен татко е радосен за една душа кога се кае. Поголема е радост отколку за оние 99 праведници кои што немаат потреба од покаяние. Кои се ови? 99 кои што немаат потреба за покаяние. На кога алудира овде? Па на таа втората група, фарисеите. Но, еве го контрастот, во 28 стих, од 15 глава, ова е она како изреагирал постариот син, веќе почнеме да навлегуваме во тој дел, откако слушнал дека неговиот брат се вратил и гозбата е во негова чест. Во чест неговото враќање, тој се налути и не сакаше да влезе. Исус сака да им направи споредба. Еве какви сте вие спрема грешниците, еве каков е мојот татко. Тој доде заради грешниците. Уште еднаш сликата на нашиот Господ. Дали таткото заборил, не заборил. Овчарот не заборил на таа овца изгубена, нити жената за паричката. Веднаш тргнала во акција, така и нашиот Бог. Штом греот настапи, веднаш тука беше Спасителот. Има еден цитат од Елен Вајт, мислам минатата полука дека го читавме. И приемот е величествен. Огромна радост, полука, пак ќе повторам, и за грешниците кои што го слушале, царениците, и за фарисеите од друга страна, кои што покажале сосема поинакво однесување. Овој прима грешници. Забележите го това. Овој прима грешници. Што кажал со други зборови постариот син? Како можеш да го примиш овој грешник? Истина. Тоа е слика и прилика за фарисеите. И сега сите се радуваат, но тој еден одбива да се радува, да присуствува на овој момент. Зошто? Еве да прочитаме
Значи, целиот дел ќе го прочитаме сега од 25 стих, понатаму за што се однесува на стариот син, односно по стариот син, значи од 25 до 29 стих. Не целиот. А по стариот негов син беше в поле и на враќање, значи беше на работа, како и секојаш. Редовно ги извршува своите обврски. Послушен. И на враќање кога се приближи до куќата слушна песни и игри. И тогаш повика еден од слугите и го праша што е ова. А тој му рече: брат ти си дојде и татко ти закла сгоено теле, затоа што повторно здрав го доби. Престе, сгоеното теле е заклано и ова има свое значење. Сгоеното теле, тоа е теле што се чувало за посебни пригоди. Тоа било посебна пригода. И тој се налути, не сакаше да влезе. Тогаш излезе татко му и го молеше. А тој му одговори на татка си и му рече: еве ти служам толку години и никогаш не ја прекршив твојата заповед. И мене не си ми дал нито едно јаре за да се провеселам со моите пријатели. Ова е по стариот си. Сега, малку да... да ја уклучиме нашата мечта, нашата фантазија. Претходно спомнав. Не дошло ова туку така, ова ситуација. По стариот син, кој што веројатно секојаш бил на висина на задачата. Од друга страна го гледал со презир помалиот негов брат, кој што веројатно не бил толку послушен, сакал да фаќа кривини, она. И кој знае колку се гордел со себе си. Еве кој е тој, а види го неговиот брат. Неранимајко, непослушен. Што се замислува тој? И дошло моментот кога овој фатил джаде, шо викаме. Но, гордоста веројатно кај овој другиот уште повеќе растела. Тоа беше резултатот на... Ете каков е тој. Може би не му било сватливо зошто таткото, тоа било приметливо сигурно, зошто таткото толку многу се променил откако помалиот син заминал. Тоа не му било сватливо, сигурно. Но се уште бил горд на себе. И сега ова било неверојатно изненадување за него. Не можел да свати вакво нешто. Тој е секојаш исправен, тој е секојаш во ред, нема потреба од кајање, не изгрешил ништо. Што има да се кае? Надворешно ништо не му фалело, меѓутоа тоа што било внатре, во срцето, тоа е проблемот. Голем проблем. И замислете си, бил во ситуација да постојано бил обкружен со Божјата љубов, со љубовта на својот татко. И сите тие благослови можел да ги ужива. Но на крајот, овде кога се случува ова враќање на неговиот брат, тој покажува голема неблагодарност. Па дури вели: ти мене ништо не ми даде, сега на него му го закла ова сгоено теле. Неправедно е ова. Тој не заслужува такво нешто. Додека првиот, помалиот син имал проблем со законот, со прописите, овој има друг проблем. Кој е проблемот? Има проблем со милоста, со добрината, со љубовта на таткото. Не може да свати. Како може да го сака? Како може да го прими? Забележувате од текстот подолу дека Тридесетиот стих: а кога дојде овој твој син, нигде не вели брат ми. За него тој веќе не постои, не е брат. Замислите си каква е ситуацијата во која што се наоѓа по стариот син. Не е брат тој за мене. Не го сметам за брат. Ти може си го примил назад за свој син. Јас, за мене брат нема да биде никогаш. Многу работи може да се каже тука. Да спомнеме од минатите проповеди. Служел кај својот татко цел живот, но не служел од љубов. Поседувал наемнички дух, како што се вели во списите од Елен Вајд. Се чувствувал како слуга, роб. Еве сега пуката. Се допираме до пуката. Не мора да значи дека си некој отворен грешник.
а да не бидеш роб. Има други ситуации, можеш да робуваш на своите предрасуди, на било што. Бил послушен, држал се, вели, меѓутоа, дали е слободен? Воопшто не е тоа случајот. Наемнички дух. И затоа не можел да разбере, видите, постојано се споредувал. Тој постојано се споредувал со својот брат. Ако се сеќавате на еден од цитатите од минатите проповеди, токму тоа се случува кај таквите кои што имаат наемнички фарисејски дух, се споредуваат меѓу себе, па јас сум подобар, па види го тој каков е. Се занимаваат со самите себе. Целосно себишни, целосно свртени кон себе. Дали заблежувате дека ако стои, еве да можеме да ставиме јас, неколку пати вели по стариот син, јас цело време ти служам тебе. Јас ова, јас тоа, а ти ништо. Ти не можеш мене да ме разбереш, татко мој. Ти цело време јас сум со тебе, ти мене не можеш да ме разбереш кој сум јас. Не свати кој сум јас? Секојаш послушен. Овој прима грешници. Тоа е говорот, значи, на овој постар син. Овој прима грешници. Не можел да свати како таткото може да биде толку благ, толку милостив. Дури не оставил ни синот и да се искаже, да го прегранал, рекол веднаш, најубавата облека, прстенот на рака, го враќа авторитетот назад. Може би и ние денеска ни е тешко да сватиме и параболата од 20 глава Матеј, со работниците во лозијето. Како тоа сите добиле по 1 денари. Може би ни е тешко да го сватиме овој текст, Ефесијаните 2 глава. Прекрасен текст. Не можев да го испуштам, а да не го спомнам во контекст на ова што го зборуваме. Ефесијаните 2 глава од 1 стих. И вас кои бевте мртви поради вашите престапи и греови. Помалиот син, што беше? Таткото вели, беше изгубен и е најден и беше мртов во своите греови, сега оживе. И вас кои бевте мртви поради вашите престапи и греови, во кои живеевте некој според животот на овој свет, согласно со кнезот на воздухот, односно на духот, кој сега действува во синовите на неверието, меѓу кои и ние сите некоја живеевме според телесните желби, извршувајќи ги похотите на телото и на помислите. Ова е помалиот син. Во една поширока смисла сите тоа сме ние, кои што бевме некојаш таму во светот, живеевме развртен живот. И по природа бевме како и другите чеда на гневот. Тоа сме по природа. Но Бог, кој е богат со милост, поради големата негова љубов, со која не засака. Чија е иницијативата? Зошто се случи сега таа трансформација и кај апостолите, и кај нас? Зошто се случила таа трансформација? Но Бог, кој што е богат со милост, поради големата негова љубов со која не засака, иако бевме мртви поради гревовите наши, не оживеа во Христа. Да, таткото чекал, меѓутоа делувал, че во духовна смисла, делува преку Духот Свети на нашата душа, делува некојаш и преку неволи, за да не удри шамар, за да не освести, за да сватиме каде се наоѓаме. И не воскресна со Него, и не постави на небесата во Христос Исус, за своји синови, како и Исус, со наследници Христови, за да им го покаже на идните векови преизобилното богатство на својата благодат, во добрина кон нас преку Исус Христос, зашто по благодат сте спасени преку верата, и тоа не е од вас, туку дар Божи, не од делата за да не се фали некој. Ова не може да го разбере по стариот син. Ова не може денеска мнозина да го разберат. Цело време се фали, се што му е на устата е пофалба, кој е тој, дека таткото не може сега исто да ги третира, односно дури помал е тој третиран од својот син кој што избегал, па сега се вратил. Прокоцкал се истрошил. И тоа да ве прашам едно, што мислите, во цела оваа ситуација, оваа парабола, од кого е повеќе повреден таткото?
Од кого повеќе го боли? Добро, ситуацијата нели овој се вратил веќе. Тоа е знак на вистинско покаяние и примен назад, меѓутоа дали го болело повеќе од тоа што заминал овој првиот или оној вториот кој што цело време е тука покрај него, а видите како се однесува сега. Секој може да одговори за себе. Пазите, пијаницата, во известна смисла ќе кажам, си штети највеќе на себе. А може наштети на друг, ако се качи во кола, па напред со брикајка. Блудникот си штети само на себе. Вика тамо, како беше стикот, значи, работите против своето тело. Така некако беше, не е битно. Но, само праведниот може на многу да наштети. Само праведниот дух, фарисејскиот дух, наемничкиот дух, голема штета прави. Големо зло е тоа. Доека сите се радуваат, тој е луд, тој е незадоволен. Тој не знае за радост, тој ја урива, ја уништува атмосферата во црквата. Затоа што постојано се споредува со другиот, па се смета за поголем од другиот, дека заслужува многу повеќе од другите. Пазите, ова е сериозен проблем, ова мора да го решиме. Затоа што ако се сеќавате на едно од претходните поуки кога читав цитатот Христови параболи, цитатот гласеше дека Петар, кој што покажал исто наемнички дух, кога му се обратил на Исус и му рекол, чекај, ние се оставивме, се жртвувавме, што ние ќе ќариме, сега што ќе добиеме, со тоа покажал наемнички дух. Исто како и по стариот син овде. Тој, ако не се ослободи, и тој, и апостолите, и сите ние како христијани, од тој дух, нема да биде во состојба да го однесе Евангелието, радосната вест до другите, затоа што него не сваќа како прво Евангелието. Забележувате на таа радост, на таа веселба, доаѓа по стариот син и вели, што е ова? И така и денеска христијаните велат, што е ова? Па тоа е Евангелие. Ете, тоа е. Исус дојде за грешниците. Забораваме некојаш. И колко е страшен овој дух, ќе покаже и случајот со Каин и Авел. Пазите, првото убиство се случува. Доаѓа дури до убиство. Зошто? Што му сгреши Авел на Каина? Ама само затоа што Господ погледна кон ја прими жртвата на Авел, а на Каин не ја прими. Авел загина од рацете на својот брат. Или колку е ова опасно, ќе читаме во Галатјаните, односно па и не мора. Ајде, ќе отвориме во Галатјаните. Уште малку. Галатјаните 4 глава. Што имаме овде? Од робството на законот во слобода. Павле многу добро кажал. И спомнува, ги споредува двата завета, Сина и со Агара, и Новиот завет со Ерусалим, кој што е слободен, а Агара е робинка, па раѓа. Што раѓа? Робинка, роб. Исмаел е роб, Исак е слободниот, поветување. И да не навлегуваме сега во таа тема, тоа е проповед самата за себе, мислам дека кога беше, дали беше лани тоа Галатјаните, кога имавме за проучување. Мислам дека многу добро го поминавме. Но, сакам да дадам нагласок на овој стих. Че забележите, постариот син мисли дека е слободен, служи кај својот татко. Татко му вели, абе се што е моје е твое, нема потреба да барам, се е твое. Меѓутоа тој се чувствува како роб, слуга, наемник. Проблем. И видите што вели во Галатјаните 4 глава, стихот е од 28, 4 глава, 28 стих. Вие пак, браќа, сте како Исак. Треба да сватиме дека сме како Исак, чеда на ветувањето. Но како што тогаш, и секогаш, ќе кажам, оној што се роди по тело, го гонеше родениот по дух, така и сега. Зарем ова не е случај. Видите колко е опасно. Ако сте роб,
А во црквата, во домот на својот татко, роб, наемнички дух имате, сметате дека морате да го заслужите спасението, вие утре ќе станете против својот брат, кој што е вистински оправдан, покајан. Не мора да има некаква причина. Тоа е големо зло. А што зборува писмото, вели 30 стих, истера ја робинката и синот нејзин. Зашто синот на робинката нема да биде наследник, заедно со синот на слободната. Параболата не знаеме како завршува, односно самата Елен Вајд кажува, остава Исус на слушателите и на денешните слушатели, да ние ја довршиме параболата. Но треба да не е јасно дека ако ние сме постариот син, ако останеме во таа состојба, во која што е завршува на некој начин параболата овде, тогаш не можеме да бидеме наследници. Пазите, овој отишел од дома, се вратил, се покајал и ќе биде наследник. Ама вие сте цело време дома, може да останете без наследство. Значи, истера ја робинката и синот нејзин, зашто синот на робинката нема да биде наследник заедно со синот на слободната. И така, браќа, ние не сме деца на робинката, туку на слободната. Не сме ослободени. И уште на крајот, не смеја да го испуштиме и ова, значи пак се враќаме во Лука 15 глава, како на ова реагира таткото кон постариот син, кој што е слика и прилика на фарисеите. Како реагира таткото? Со истата милост, како и кон помалиот. Со истата милост. Што му вели? Синко, во другиот превод вели чедо. Тоа е не е исто сине или не чедо, тоа е уште по-блиско, по-присно. Сака да му каже колку го сака и него. Ти си секојаш со мене и се што е моје и твое. Немој да се чувствуваш запоставен. Сега си земам за право за додадам. Немој да се чувствуваш запоставен во однос на помалиот твој брат. И тоа сега е моментот да се радуваме, затоа што тој се врати. И вели, значи, но требаше да се зарадуваме и да се развеселиме, зашто оној твој брат беше мртов и оживе. Изгубен беше и се најде. Тоа е радосната вест. Завршува со радост, со веселба, со свеченост. А таткото е добар и таткото ги люби и отворените грешници, таткото ги люби и само праведните. А ние треба да се испитаме. Јас не мора да излезам од црква и да правам кој знае какви греови, за да бидам на крајот изгубен. Јас можем цело време да сум во црква и со години да едноставно сите гледаат на мене пример надвршно, нели? Како служам, како сум добар и сето тоа, меѓуто на крајот да испадне дека сепак јас сум бил во многу далечна земја и јас сум се изволкал во некоја друга кал тамо со други свињи. За жал. Значи Бог ги сака и грешниците и самоправедните. Лекција и до грешниците и царениците кои што го обкружувале Исуса, и до фарисеите, оние кои што сметале дека се праведни и дека не им треба покаяние. И во цела ова парабола, на крајот има и трет син. Кој е третиот син? Имате прв, помалиот, имате постариот, кој имате таткото. Има уште еден син. Исус Христос. Тоа е синот без кого што нема спасение. И за грешникот, и за самоправедниот, без Исуса, без неговата праведност, без неговите заслуги нема спасение за никој од нас. Нека му е слава на Бога за овие прекрасни стихови.